Покачена телесна температура кај децата е денешната тема на разговор со доктор Александра Михајловска, педијатар од Аџибадем Систина. Добро дојдовте на програмата на Тера телевизија. Добро ве најдов. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата за учеството во вашата емисија и да ги поздравам гледачите на Тера телевизија. На почетокот би сакала да напоменам за еден од новитетите во поликлиника Аџибадем Систина во Битола е воведување на педијатар за преглед на болно дете. Моето доаѓање на повик, педијатар на повик за преглед на болно дете, моето доаѓање на повик не се наплатува по пациентот, само се наплатува регуларниот преглед на пациентот. И тоа секој работен ден од понеделник до петок, од 15 до 20 часот и секоја сабота од 9 до 15 часот. Нашата тема на разговор кажавме дека е покачената телесна температура кај децата. Што представува покачена телесна температура? Покачената телесна температура, на почетокот сакам да напоменам дека не представува болест, туку тоа представува одбранен механизам на организмот против дадениот инфект и тоа е најчесто против вирус или бактерија во детска возраст, но може да биде, не мора да значи дека покачување на телесна температура е предизвикано само од вирус или бактерија. Покачувањето на температурата може да биде и од после вакцинација, при дехидрација од различна причина кај детето, поради травма, може да биде, потоа може да бидат поради некои хормонални нарушувања, хипертиреозата знае да даде покачена телесна температура и некои автоимуни заболувања. Така. Како реагираат во тој момент родителите? Најчесто ги фаќа паника, дали точно ќе измерат температурата кај детето? Што е она што треба тие да го направат? Кој е начинот на правилно мерење на температура? Прво морам да кажам која е нормална телесна температура. Нормална телесна температура кај детето е до 37 степени Целзиусови. Телесната температура се дели во три фази. Од 37,1 до 37,9 е субфебрилна температура. Од 38 до 39,9 се означува како фебрилност и веќе над 40 степени Целзиусови тоа е хиперпирексија. Ме прашавте на почетокот како се мери телесната температура. Рековме нормална телесна температура е до 37 степени. Мерењето оди под пазувите, и тоа се мери до 37 степени или ректално повисока за 0,5 степени, 37 до 1 степен може да биде повисока. Сет над тоа ви ги кажав трите фази: субфебрилност, фебрилност и хиперпирексија. На почетокот ви напоменав дека температурата не е болест сама за себе, туку тоа е симптом на одредена инфекција и секогаш да кажам дека температурата е на страната на одбрана на организмот, што значи треба да се одреди причинителот, да се лекува причинителот, со лекувањето на причинителот доаѓа до намалување на телесната температура. Како треба родителите да реагираат во тој момент? Кај едно здраво дете, кое што има температура до 37,9, не треба да се дава никаков сируп за температура. Температурата се намалува над 38 степени Целзиусови и тоа кога го нарушува комфорот на детето, го нарушува сонот, го нарушува мирот, тогаш се даваат субстанции за намалување на температурата, тоа се сирупчина, може да бидат и чепчина, зависи во која ситуација кај деца кои што повраќаат не може да ја поднесат температурата, не може да го поднесат сирупот, тогаш се намалува со чепче, се даваат сирупи од типот на парацетамол, најчесто во детска возраст, или ибупрофенски антипиретици, така наречени, и тоа секогаш во детска возраст се дозираат според телесната тежина. Кога треба родителите да го однесат детето на лекар? Дали сами треба на своја рака да му даваат антибиотици за намалување сирупи на температурата или треба со консултација на лекар? Секогаш, кога, без разлика на висината на температурата, гледате дека вашето дете е болно, консултирајте педијатар и следете ги неговите консултации, следете ги неговите совети. Родителите кажат, треба да си дадат за температура над 38. Ама доколку еден родител смета дека детето е болно, веднаш треба да направи консултација со педијатарот.
Колку се точни вистините оние верувања кои што ни ги пренесле нашите баби и дедовци дека алкохолот и киселината може да доведе да ја намали телесната температура кај детето? Значи, ставот на педиатрите за кај при секоја зголемена телесна температура е зголемување на внесот на течности. Тоа се супите, чаевите, соковите и водата. Потоа, давање на сиропи за температура и чепчиња за намалување на температурата. И третата работа е туширање со млака вода, не ладна вода, од вратот надолу, без главата. Алкохолот и киселината не. Затоа што масирање со алкохол, односно ладење со алкохол, разреден 1:1, е веќе сврлена постапка во ладење и во ладење за покачена телесна температура, бидејќи може да настапи опасност од инхалација на истиот алкохол, значи и навлегување на алкохолот во кожата. Кој е најчестиот? Иритација, извинете, и ме прашавте за киселината, посебно киселината заради иритација на кожата и потоа прават алергиски реакции на кожата, црвени. Најчесто кога кај децата се јавува зголемена покачена телесна температура, дали тоа се во зимските месеци или пак сега кога е преодно времето? Поголем дел од детската популација, најчесто е тоа во времето на вирозите, најчесто е тоа во времето на гриповите, значи знаеме некаде декември, јануар месец имавме доста голем наплив на пациенти со висока температура, може да и во преодниот период, апсолутно. Исто така заборавив да ви напоменам дека и кај децата кои што се здрави доаѓа до мала варијација на телесната температура, тоа треба родителите да го знаат. Пониска е во утринските часови, а повисока е во доцните и попладневни часови, посебно после физичка активност или после обрук. Кои се најголемите ризици за детето кои што може да доведе доколку во одреден временски период не се нормализира температурата телесна? Значи, доколку во одреден временски период не дојде до нормализирање на температурата, апсолутно е консултација со педијатар, правење испитувања, за која е причината за подолгото, значи одржување на телесната температура, откривање на причинителот и лекување на истиот. И друго сакам да исто така да кажам дека со антибиотик не се намалува телесна температура. Комплетно е контраиндицирано висока температура, употреба на антибиотици. Се додека не се открие причината, не треба да се дават антибиотици. Која е вашата препорака до сите родители кои ќе се најдат во ситуација на нивното дете да има зголемена покачена телесна температура? Мојата препорака, кога ќе има покачена телесна температура, доколку тоа е здраво дете, на 38 веднаш да се даде парацетамол. Ако родителот смета дека неговото дете е болно, веднаш да се консултира педијатар и да се следат неговите упатства, а доколку се работи за субфебрилна температура, како што ви кажав, од 37,1 до 37,9, имаме посебна популација на деца. Тоа се деца кои што еднаш направиле фебрилни конвулзии. Тоа се грчеви при покачена телесна температура. Тоа настанува со губиток на свеста, со вкочатеност на погледот и со отсутност на детето. Тогаш треба веднаш да се реагира. Веднаш треба да се даде парацетамол или ибобруфен кај детето или да се консултира веднаш педијатар. Значи, секогаш температурата на просторијата, бидејќи ме прашавте за домот, треба да биде 22-23 степени Целзиусови, треба да се проветрува просторијата, значи во чиста, проветрена просторија. Заштита се даваат посебни, значи имуностимулатори, кои што се примаат по одредена шема во текот на 3 месеци, континуирано, потоа следи пауза, еден вид на заштита на дечината. Исто така треба да се воведе, да се дава витамин С, да се конзумираат многу овошја, повеќе течности, значи сокови. Оно што е интересно, како да се натера едно болно дете со покачена телесна температура да го испие чајот, да касне супа? Да, значи тоа е многу мачно. Точно, во право сте, значи многу тешко сработува дечината, но кога е над 38 и кога веднаш ќе ја спуштиме температурата кај детето, тоа веднаш живнува и веднаш сака да сработува, значи, а доколку е субфебрилна, со едно туширање кај детето, повторно ќе спаднеме на 37 со 2 со 3 и повторно детето ќе живне и ќе може да се напие малце од течност. Така и за крај на ова интервју, уште еднаш да ги потсетиме гледачите за бесплатниот повик.
Да, значи тоа е еден новитет. Во поликлиниката Џибадем Систина во Битола, воведување на педијатар на повик. Кажавте дека е бесплатен, значи повикот не се наплатува по пациентот, само се наплатува регуларниот преглед на пациентот. И тоа ви кажав секој работен ден од 15 до 20 часот од понеделник до петок и во сабота од 9 до 15 часот. Јас ви благодарам за гостувањето на програмата на Тира телевизија. Се гледаме по наредна прилика со некоја нова тема. Благодарам јас.